Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Боријан Павловски, координатор на програма за јавно здравје и здравје на жените во ЕСЕ. Господине Павловски, доктор Павловски, добро дојавте во студиото. Добар ден, добро ви најдовме. Благодарам што ме поканисте. Како што кажавме, денес е светски ден на борба против ракот и Сдруженијето на еманципација, солидарност и еднаквост ја повикува владата да ја зголемат поддршката за превентивни програма за рана детекција и спречување на малигни заболувања. Ова е во суштина вашето соопштение повод денот. За жал, вие овој ден го користите за да за да апелирате за зголемување на превенцијата и борбата против оваа опака болест. Да, токму така, 4 февруари е светски ден за борба против ракот и поради тоа апелиравме до медиумите, до јавноста, а континуирано и до владата, да ја унапреди превенцијата од карциноми во Македонија. Пред се, фокусот на нашата работа е ракот на грлото на матката, делумно ракот на дојката, меѓутоа има и скрининзи и превентивни активности за останати карциноми. Меѓутоа, нашата конкретна работа, нашите конкретни препораки се насуваат на скринингот на ракот на грлото на матката. Добро, кога барате поддршка за превентивните програми за рана детекција и спречување на малигни заболувања, каква е состојбата кај нас во тој поглед? Што е тоа што треба да се подобри? Така, Министерството за здравство секоја година спроведува програма за скрининг и рана детекција на малигни заболувања, која што е усвоила владата. И во таа програма моментално има наменето скрининг мерки за 4, да речеме, најчести карциноми помеѓу женската и машката популација. Тоа е ракот на дојката, ракот на грлото на матката, ракот на дебелото црево и ракот на црниот дроб. Меѓутоа, навидум, добра програма, потребна програма, апсолутно. Меѓутоа се одвојуваат само 23 милиони денари за истата. И тоа е така години наназад. Дури е намален. Ако погледнете буџетот пред 10 години бил 25 милиони денари, сега е 23 милиони денари. Значи не можеме да очекуваме сериозен пристап кон превенција на овие најчести карциноми со толку малку средства. За скринингот на ракот на грлото на матката се одвојуваат во просек годишно околу 11 милиони денари. Меѓутоа, за жал, опфатот на жените со скринингот е се уште не е доволен. Во Македонија секоја година се откриваат околу 200 нови случаи на рак на грло на матка, а годишно бројката варира, умираат за жал околу 40, па некогаш и бројката се ближи до 60 жени годишно умираат од рак на грло на матка. Зошто ние толку многу зборуваме и се залагаме да се подобри овој скрининг? Затоа што ракот на грлото на матката е еден од карциномите кои што споро се развива и за кои што постојат превентивни мерки, односно мерки кои што можат да го спречат или пак навремено да го излекуваат. Тоа е едно е ХПВ вакцината, како прво и основно, второ е скринингот. Затоа што скринингот се извршува релативно едноставно. Гинеколошки преглед со ПАП тест или со ХПВ тест, кои што промените ќе ги открие на време и жената може да биде излекувана со многу помалку агресивни методи. За жал, кај нас околу 380 жени годишно се лекуваат од рак на грло на матка на клиниката за онкологија и се подложени на многу агресивни третмани. Хемотерапија, зрачење и така натаму, што дополнително го влошува нивната состојба и здравствена и добросостојба и така натаму, а сето тоа може да се спречи едноставно со вакцина и скрининг, навремено откривање и излекување со многу поедноставни и помалку агресивни методи. Знаеме дека превенцијата, како што велат експертите, е најдобар начин на лекување. Во овој случај, значи, не само што би спасиле човечки животи, што е приоритет, се разбира, и број 1, туку би спасиле и многу средства на здравствениот систем, кои потоа би можеле да се искористат таму каде што има повеќе потреба. Бидејќи гледаме што се случува на онкологија, ќе разговараме и за тоа. Значи, зборуваме каде што константно недостасуваат пари за ова или за она, а вака со една подобра скрининг програма би постигнале многу подобри резултати. Токму така, како што кажете, сите овие покрај страдањето на жените и смртта, за жал, ќе се заштедат средства и за државата, меѓутоа и за граѓаните, и за жените и за нивните семејства. Затоа што сите овие третмани се многу скапи. Ако се открие ракот во напредна фаза, следува операција, следува хемотерапија, зрачење,
други суплементи, пропратни и така натаму, огромни трошоци се одлеваат, снимања, компјутер томографија, магнетни резонанци, што се не се прави кога ракот ќе се открива од досна фаза. За огромни средства се одлеваат и од нашиот државен буџет, од Фондот за здравство, пред се, и меѓутоа, од друга страна, и жените плаќаат за многу работи. Сето тоа може да се спречи, а ова е доста ефтина метода. Еве, ние направивме една груба проценка, доколку се одвојат околу 35 милиони денари годишно, може да се офати 75% од жените, што е 75% е целта на програмата и тоа е успешен скрининг. Кај нас е од сите жени зборуваме? На жени возраст од 21 до 59 години. Тие што се, да. Таа е целна група за скрининг, таргетирани. А кај нас, за жал, можеме да го поделиме периодот како, за жал, меѓутоа така е реалноста, пред пандемијата, за време на пандемијата и сега. Пред пандемијата имаше со COVID-19, имаше опфат на околу 30% жените за период од 3 години. Така е знаменет скринингот. Секоја жена прави гинеколошки преглед со пап тест на секои 3 години, нели скрининг по дефиниција се прави кај жени кои што немаат симптоми. Нормално кога жената има некои симптоми или проблеми си оди на гинеколог и порано нема да чека 3 години. За време на пандемијата драстично падна опфатот. После пандемијата има некое подобрување, така да последните достапни податоци се за жал објавени јавно се за 2021 година. Значи Министерството за здравство 2 години нема објавени податоци колку жени опфаќа. Тоа што ние го добивме како податок е дека во 2023 се опфатени околу 48.000 жени, што е подобро секако од годините на пандемијата, меѓутоа пак кога ќе се спореди процентуално, тоа се 11% од жените. Ако се задржи така наредните 3 години, за 3 години пак ќе бидат офатени 35% од жените, што е пак далеку од 75%. Друга работа, ако се вложи малку повеќе, и ПАП тестот да се замени со ХПВ тест, што ние го бараме, ХПВ тестот е многу попрецизна метода, порано ги открива промените и уште подобри резултати дава. Ке се заштедат уште повеќе средства, иако навидум ке се одвојат малку повеќе парични средства за превенција. Една студија од Германија направена за германскиот здравствен систем јасно утврдила дека ако 1 евро вложено во скрининг на рак на грлна матка со ХПВ тестирање, му враќа назад на системот на државата 170 евра. Значи за секој вложено евро враќа 170 евра, тоа секако тоа не е тука е проблемот. Тоа не ги враќа парите веднаш, туку на долг рок. Зборуваме помал за се оптоварува здравствениот систем, подоцна во сите можни насоки. Еве, вие кажавте една анализа тука во вашето соопштение, каде што велите дека буџетските средства за превенција се намалуваат. Во 2024 година изнесуваа само 590 милиони денари, додека за 2025 се предвидени 651 милион денари за играчувачки, што во последните години подоцна со ребаланса и овие средства често се кратат. Прашањето ми е доколку здравствените власти, имаме здравствени власти кои доаѓаат од самата медицинска професија, многу често тоа се доктори, гледаме дека кои се тоа што ние го зборуваме се разбира дека го знаат. Зошто подоцна немаат свест за проблематиката на превенција? Зошто на тоа не се става приоритет? Дали влегуваат во еден процес на политизација на целиот систем и некако забораваат на оно што многу добро го знаат? Тоа е наистина многу добро и валидно прашање од ваша страна. Секако дека докторите многу добро ги знаат овие работи. Меѓутоа, превентивната здравствена заштита не е само скринингот на рак на грлна матка, воопшто комплетно превенцијата кај нас е сосема запоставена. Ако се гледа... Да, зборуваме генерално за превенцијата. Да. Иако вака навидум, некој ќе рече, можеби 650 милиони денари се изгледаат многу, тоа е само 8% од буџетот на Министерството за здравство. Значи, ете, колку малку се одвојува за превенција. Само 8% од буџетот на Министерството за здравство, а само 0,1% од буџетот на Република Македонија. Значи, минимално. Тоа навидум голема сума, а всушност кога ќе го гледаме целиот буџет е минимално. Затоа што низ годините буџетот нели државниот расте, знаеме секоја година се зборува, имаме рекордно голем буџет и така натаму, а средствата за превенција стануваат исти
или тука горе-долу се намалуваат. Најмногу се одвојуваше во 2021 и 2022 година за превенција поради ковид пандемијата, значи кога има потреба се може да се одвојат. Тогаш 1,5 милиарда се одвојува за превенција, а сега на пример точно за 2024 спомнавте, беа одвоени 650 милиони за подоцна да ги скратат во тек на годината со ребаланс на 590 милиони. Зошто? Има можеби и повеќе причини, меѓутоа една можеби клучна е што превентивната здравствена заштита не носи, за жал, не носи многу политички поени. Например, нели, сите слушаме по вести и свесни сме, се зборуваат ќе се отвори клинички центар ваму, ќе се реновира болницата таму, ќе се купи ваков апарат, ќе се купи таков апарат, ќе се прават вакви операции, трансплантации. Значи тоа е тука ударно што нели јавноста го слуша и може да го види, видливо е, се изградила нова болница, се реновирала, се купил некој апарат и слично. А превентивната здравствена заштита носи бенефити, големи бенефити носи, меѓутоа на долг рок. Нема да ги видиме денес. Еве, например, конкретно зборуваме за скрининг на рак на грло на матка, кој што се развива споро, зависи, 5, 6, 7 до 9 години може да се развива. Така да, еве, без разлика. Министерот што е денеска, не е важно кој, ако реши да се посвети и навистина да инвестира многу во скринингот на рака на грлото на матката, и тоа континуирано низ години, некој министер после 7 до 9 години ќе се, да речем условно, фали, дека успел да го елиминира ракот на грлото на матката. Меѓутоа, затоа треба без разлика на партиска припадност или од каде доаѓаат, треба да се установи здравствена стратегија дека ние мораме да ја насочиме кон превенцијата. Не скринингот е недоволен опфат, вакцинацијата на децата исто така е незадоволителна, вклучувајќи и ХПВ вакцината која што е поврзана директно со ракот на грлото на матката. Така да навистина мораме да имаме национален консензус дека треба многу повеќе пари да вложуваме во превентивната здравствена заштита, за да имаме здраво население, да спасуваме животи, да имаме продуктивно население, затоа што сите овие луѓе кои ќе заболат од карцином или од друга тешка заболување не се продуктивни ни за своето семејство, ни за општеството. Така да, тоа е многу важно да се потенцира и да се инвестира во превенцијата повеќе, што придобивка ќе имаме сите. Луѓето ќе бидат поздрави, ќе се спасат животи, придобивка ќе има општеството, семејството нема да страдаат, луѓето нема да страдаат. Да, но за жал жените, но и сите други граѓани, кога на крајот ќе дојдат на тоа дека мора да се лекуваат на клиниката, да речеме за онкологија, нивната голгота таму продолжува, но во една друга димензија. Значи, освен што се борат со самата болест, која знаеме многу тешка, се сочуваат со сето оно што се случува на клиниката. Знаеме, за време на претходната влада се отвори таму еден многу сериозен процес за сериозни злоупотреби на клиниката. Сега повторно гледаме, нема лекови, нема медикаменти, нема терапија, ваква, онаква, па потоа под притисок на јавноста тоа се носи. Дополнително знаеме дека оделите за онкологија во внатрешноста не функционираат. Тоа исто така е зачудувачки како не може да се среди веќе со години такво нешто, па луѓе патуваат секој ден од внатрешноста до Скопје и назад. Значи, овој дел од системот никако не успева да се стабилизира. Да, навистина, како што кажавте, онкологија е горе-долу централизирана само во Скопје. Иако работат и други оддели, за жал, најголем дел од пациентите завршуваат во Скопје. Капацитетите на клиниката се тие што се, и тука треба да се работи. Недоволно персонал, недоволен капацитет, таа клиника е стара зграда направена во некој друго време за некои други потреби. Тука треба да се инвестира повеќе во зграда, персонал и така натаму, се зголемат капацитетите и да се најважно да се децентрализира како и целото здравство. Не, за жал, сите пациенти се слеваат на крај на клиника во Скопје или во 8 септември во Скопје. Треба да се зајакнат барем регионални центри, секако не можеме да очекуваме секоја општина да има онколошко оделение, меѓутоа регионални центри, уште 2 до 3 во државата, сосема ќе ја рестартират клиника за онкологија. Барем клиничките болници што се во внатрешноста. Да, барем трите клинички болници, Тетово, Штип и Битола, да имаат соодветни онколошки оделенија, тие се најдом имаат, меѓутоа да примаат повеќе пациенти. Друг проблем е со набавката на терапија се тие така наречени условни буџети на клиниките, кои што добиваат одредени средства за да купуваат одредени лекови. И тука настанува сериозен проблем, затоа што тие средства се ограничени. И ако клиниката ги потроши средствата, не може да купи.
А како се базираат проценките на врз основа на тоа колку пациенти имало минатата година? Меѓутоа што ќе се случи оваа година, искрено никој не знае. Ако се појават и 5 и 10 пациенти повеќе, нема буџет за тие 5 до 10 пациенти. За жал, па на клиниката за онкологија имаме константен раст на пациенти. За жал, да. Карциномите се во пораст. И тука тоа, мислам, видите, за се има решение. Едноставно, наместо да бидат тие условни буџети за купување на одредена терапија, дали тоа биолошка терапија или друга терапија, не е важно, сета таа терапија едноставно дојде на товар на фондот и тука со тоа ќе се реши проблемот, затоа што нема веќе условен буџет. Туку таа е на позитивна листа на фондот, болницата ја набавува колку има потреба и проблемот се решава. Или барем одредени клиники, па не одредени, тука мислам дека само клиниката за онкологија би била, да се иземат од тој начин на функционирање, бидејќи се работи за специфична, сепак, болест. Мислам, има и други примери, или за одредени терапии, или се набавуваат со тие условни буџети што ги кажат за клиниките, што е фиксен буџет, и ако има повеќе, потреба од повеќе, нема пари. За други заболувања, како што, например, ретките болести, има и други заболувања, има лековите, пак не се на позитивна листа на фондот, туку се набавуваат преку програми на Министерството за здравство. И пак тука се соочуваме со тој проблем. Што ако се јави еден пациент плюс оваа година, а буџетот е за 20 пациенти? И секогаш таму има проблем. Секогаш тие доцна, тендери се распишуваат, ги има, ги нема. Точно, па тендерите доцна. Зошто да зависат пациентите од тендери? Се чекаат со месеци, доцни тендерот. Тоа е навистина апсурдно. По пристапот за лекови исто така, поготово за овие модерни современи терапии, како што е биолошката и други терапии, веќе иако се донесува законски измени, некако во пракса, барем, јас тоа не го гледам дека функционира, бидејќи овие нови терапии, за голем дел од нив постои само еден производител во светот. На светски рамки. Една фармацевтска компанија го произведува лекот и тоа е, нема конкуренција. Меѓутоа пак, поради нашите законски прописи, мора да се распишува тендер. Зошто да се распишува тендер кога само една компанија го произведува? Кога нема избор. Кога нема избор едноставно. И дали таа компанија, тие се, знаете, глобални фармацевтски компании, дали општо има интерес да се јави на тендерот во Македонија? И тоа е знак прашање, понекогаш. Наместо тоа, законски измени се направи уште, мислам, пред 2 години, ако не се лажам, дека може да бидат тие така наречени менаџерски договори за лекови, исклучиво. Тоа не е, мислам, тоа е пракса во цел свет. Не е дека тоа е нешто што не треба да биде. Ако лекот го произведува само една компанија, дали Министерството или друг надлежен орган на здравствените власти, да преговара директно со производителот. Без тендери, јавни огласи, затоа што е само еден. На тој начин, зашто други држави во светот го прават ова, ја виделе предноста, затоа што на тој начин со преговори може да се добие и пониска цена за лекот. И пак да се заштедат средства на тој начин. Меѓутоа, за жал, барем не знам, ако има некои пазаци, меѓутоа јас не гледам дека тоа се применува во пракса. Се уште се распишуваат тендери, па се чека и така натаму. Да, за жал. Добро, еве, ние за тоа ги правиме овие емисии, се обидуваме да апелираме, да пратиме пораки, да слушам здравствените власти и секако крајната цел е да се подобри состојбата на пациентите. Да. Докторе, ви благодарам за гостувањето. Ќе ја следиме темата, се разбира, па во некоја следна не само годишнина, се разбира дека ќе се видиме и измеѓу, но барем следната годишнина да ја дочекаме со подобри услови, ајде да речем, и подобар систем. Да, ви благодарам многу за поканата, за тоа што ја актуализирате оваа тема. Наистина треба повеќе да се зборува, да се покрене јавната свест на населението, меѓутоа и свеста кај здравствените власти. Да. Благодарам уште еднаш, Боријан Павловски, и со ова ја завршуваме оваа емисија, го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на вниманието и на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.